Да видиме сега што имаме за размислување. Јас би рекол, ова е нешто многу актуелно. Мислам, секогаш е актуелно, ама некако у последно време крај нас стана доста актуелно. Ке почнам со пример на Абрахам Линколн. Тоа е од неговиот период кога се бавел со својата адвокатска дејност. Му влезол некој во канцеларија и сакајќи да овој му заврши, да му ја заврши работата нели во негова корист, во негова полза, се обидел да му понуди поприлична сума за тоа време. $15,000 за тоа време, тоа било навистина голема сума. И знаете што се случило? Линколн се подразмислил малку, за да потоа веднаш го истера овега од канцеларијата. И знаете ли зашто? Затоа што овој бил блиску до цената. Фалело и за уште малку. Човечки суштества сме и секој од нас има своја цена. Ова не случайно го зедов како продолжение на она тема што пред 2 саботи ја имавме за Вартимеј, за слепиот овој просјак, каде што видовме всушност која е нашата цена, вистинската цена на секоја душа. Но колку ние некогаш знаеме да се обезвредниме и буквално се продаваме за ситни пари, за ситни задоволства, може би моменти на задоволства, А ѓаволот е секојаш тука да ни понуди цена, односно тој ја знае многу добро нашата цена, многу подобро од нас да знае. И знаете, оној израз многу добро познат, си ја продал душата на ѓаволот, често пат се користи. И буквално на интернет, ако отидете, јас немав, пребарувајќи, најдов такви наслови, меѓутоа немав храброст, нити па ме интересираше тоа како оди. Имате упатство за тоа како да му ја продадете душата на ѓаволот. И за возврат ќе добиете. Ќе добиете, може, моќ, власт, богатство, популарност, контрола, што нели опфаќа самата моќ, власт. Впрочем, што им понудил на Адам и Ева на почетокот? Што им рекол? За да ги намами Ева, нели, за да ја намами да касне од плодот. Ке бидете како богови, ке имате власт, ке имате моќ. Само вие скинете од плодот. Господ е љубоморен, затоа и не ви дозволува. И таа игра ѓаволот постојано. И за жал, луѓето паѓаат желни за моќ, за власт, за богатство, популарност и така натаму. Има една песна од Майкл Джексон, покојниот Майкл Джексон. Ова е некој од подоцнежните негови песни, затоа не ја ни многу знам, меѓутоа ја најдов како текст, кој што се вика Пари. И видите што вели во овој текст Майкл Джексон, во оваа песна, одсликува, значи, ја осликува реалноста буквално, за мнозина, ако не и за, да не кажам 99% на луѓе во овој свет. Пари. Ке лажам за нив, значи за парите. Ке шпионирам за нив. Ке убијам за нив. Ке умрам за нив. Било што за пари. Ке лажам за нив. Би умрел за нив, дури би си ја продал душата на ѓаволот, еве овој израз. Зарем ова не е реалноста денес? Мислам, баш во ова време во кое што живееме, човек да нема никаков интегритет, само да му дадеш малку повеќе пари, готов е. Да не може да стои цврсто за било каква вредност во својот живот.
Ете, ова што се случува околу нас овде, ова е само некоја преслика. Немојте да мислите дека можеби на нас војднина нема да ни се случи такво нешто, или пак можеби ни се случува. Ѓаволот ќе ни излезе со било што, затоа што тој многу добро знае нашата цена. За колку би можеле да се продадем, односно за колку би можел да не купи. И како што реков некојаш, тоа е за многу, за ситни пари. Под наводници пари, не мора да бидат пари. И да, тој, ако влезете во таков еден договор со него, тој ќе ви исполни дел од тоа што ветел. Меѓутоа, знаете дека крајот ќе биде пропаст на вашата душа. Че вие му ја давате душата, му ја продавате душата, ќе добиете нешто што е минливо и на крајот ќе завршите како и повеќето. Без никаква надеж. Значи има две опции, или ќе дозволите да ве купат со тоа што ви нудат другите, цената ви ја одредуваат, ви ја нудат, или пак самите ќе се продадете, вие самите си ја одредувате цената. Сега ќе видиме низ два примери од Библијата, иако третиот е најпознат, но од Новиот Завет, третиот пример, но него само кратко ќе го фатиме на при крајот. Ќе отвориме во Судии 16 глава. Судии 16 глава и ќе читаме тамо околу 15 стиха од 16 глава на Судии и стана збор за познатиот библиски лик Самсон. Силниот Самсон. Како тој се продал, но фала му на Господа, сепак не си ја продал душата дефинитивно на ѓаволот. Сепак Господ ќе го искористи, иако можел многу повеќе да го искористи, доколку не паѓал на она што паѓал. И уште првиот стих, односно четвртиот стих од 16 глава Судии покажува на што паѓал Самсон. На што најчесто денеска мажите знаат да паднат. Потоа тој засека една жена која живееше во долината Сорек, значи 16 глава Судии 4 стих, името ѝ беше Далила. 5 стих, дојдоа кај неа филистејските кнезови и рекоа. Сега доаѓаат филистејските кнезови, знаат тие каква опасност е Самсон за нив и сега мета име тој. И велат, запрашај го, или во другиот превод вели, заведи го. Иако не знам какво ова било заведување, во ред, таа била искрена и отворена кон него, во прашањето директно му поставила прашање каде ти е силата и како може да бидеш совладан, но сепак имало елементи на заведување, а не било тешко да жена го заведе Самсон, затоа што тоа било слаба точка. Ѓаволот многу добро го знае тоа. Запраша го и дознае во што му е големата сила, и велат филистејските кнезови, и како да го надмудриме за да го врземе и да го смириме. Ние пак ќе ти дадеме за тоа, внимавајте сега, се си има своја цена, како што реков, по 1100 шекели, сикли сребро. Ова не е мала цена, значи. Се разбереме, сикли. 1100, секој од нив, сега не знаеме колку биле, по 1100 сикли сребро. И Далила прифатила тоа. Еве незината цена. Тоаш Далила го праша Самсон. Кажи ми, во што ти е големата сила и со што би можеле да те врзат за да те смират? Директно прашање, иначе. Отворено. И сега внимавајте во овие неколку наврати, каде што Самсон мисли дека си поигрува со Далила, всушност не знае дека игра со некого друг. Игра која што не смееме ни да ја почнеме да ја играме, затоа што тој другиот знае многу добро која е нашата цена и знае што да ни понуди. Затоа треба да се одвоиме, како што читавме стихови, значи да размислуваме за небесното, да не мислиме за земското и така натаму. Сето тоа мами. Самсон ни одговори 7 стих. Ако ме врзат со 7 сурови жили, уште не исушени, јас ќе станам бесилен и ќе бидам како другите луѓе. Значи си поигрува, така мисли, со Далила. Но внимавајте како постепено тој ќе дојде до
значи доведен е до целта, да каже, значи полека, од жилите па јажињата, па ќе дојде до косата. Значи тоа е, кога ќе влезете во таа игра со ѓаволот, тој знае како да ја игра многу подобро од нас. Ние сме без сила, од тоа искушение и некојаш, како што вели Елен Вајд, коментирајќи на овие настани, ние мислиме дека кога ќе влеземе во една таква игра и мислиме дека имаме доволно сила да било кога се повлечеме. Меѓутоа не е така. Не е тоа едноставно. Не е лесно кога ќе стапнете на тлото на непријателот. И вели 8 стих, и донесоа филистејските кнезови 7 сирови жили, уште не исушени, како што тој кажал, го врзале со нив, и еден стоел тука по страна и чекал да види што ќе се случи, меѓутоа тој ги раскина во 9 стих. Вели, жилите, како што се раскинува коноп кога ќе го гори оган, значи многу лесно, и не се дозна за силата негова. И ова Самсон, бидете сигурни, го прави во своја сила. Че тој се поигрува, сега да каже, еве колку сум јас силен, вие ништо не ми можете. Но всушност, ги кине успешно тие жили или со она што е надворешно врзан, но не знае дека внатрешно веќе е врзан. Неговата слабост, жените, полека, но сигурно ѓаволот ќе го доведе до момент да тој ја искаже ова тајната, мислам, на неговата сила. Не дека му била нели во косата, не знаеме што е поентата, но... И 10 стих Далила му рече на Самсон, ете ти ме измами и ми кажа лага, кажи ми сега со што можат да те врзат. Не ме лажи. Тој одговори, кога би ме врзале со нови јажиња, кои не биле употребени, јас би станал бесилен и ќе бидам како другите луѓе. Значи, повторно, си поиграва Самсон. Интересно му станала оваа игра. И постапели и така. 12 стих вели, и тој ги скина јажињата од рацете своји како конци. Това е ништо за него. Далила во 13 стих му вели на Самсона повторно, ти се ме мамиш и ми говориш лага. Кажи ми со што можат да те врзат. Тој одговори, ова е трети пат, значи. Ако привиеш 7 перчиња од косата на главата му, полека, значи доаѓа до косата. На вратило и ги забиеш со колец на камен, јас ќе бидам бесилен како другите луѓе. Видите како ова оди постепено. Тоа е ѓаволот. Он е мајстор, значи, како да не впушти во искушение и полека, но сигурно и да не совлада. Ако се оттргнеме од Бога, ако се свртиме кон самите себе и мислиме дека ние некоја своја сила имаме, како што тоа го гледаме во овој случај со Самсон. И не смееме да се поигруваме, и тоа е исто така една многу важна поента овде. И 14 стих, и го успа Далила на колената свој, значи видите какви сето тоа сцени можеле да бидат, тој заспал, направиле така како што кажал, но повторно не успеало. И тој вели се разбуди од сонот при крајот на 14 стих, тоа го читам, и го извлече кросното сплеткано од основата и вратилото и пак не се дозна за силата негова. 15 стих и Далила тогаш му рече, зошто зборуваш те сакам? И сега внимавајте. Ти мене не ме сакаш. Факт е дека не ме сакаш, за ме лажеш, како? Не иде тоа и тоа. Заедно. Зошто велиш те сакам, а срцето твое не е со мене? Ете ме измами 3 пати и не ми кажа, во што е твојата голема сила? И бидејќи таа го вознемируваше со зборовите своји секој ден и го мачеше, замисли си колку ова трајало, можеби. Душата негова му се натажи до смрт. Попуштил Самсон. Си рекол, сега мора да и докажам дека ја сакам. И тој го откри целото свое срце. Не знам колку било паметно. Сега, не сакам да се впуштам во некои работи, кои што вели таму Библијата, вика,
окей, тоа можеме да го толкуваме и така, значи и со оној со кој што ја делиш постелата, па знаете како вели Библијата там. Да, ја оставив на размислување, меѓутоа знаеме која жена е Далила за случајов. Сепак треба да правиме разлика. Знам дека ова ќе побуди дискусија. И да правиме разлика сепак. И тој го откри целото свое срце, велејки: Бербер не се допрел до главата моја, зашто јас сум назир, назиреј, Божи од мајчината си утроба. Ако ми истрже некој, ќе ме напушти силата моја, јас ќе ослабам и ќе бидам како другите луѓе. Си е открил тајната. Конечно, Далила, односно ѓаволот, успел преку неја. Ви реков, тој многу добро ја знае цената, односно многу добро ги знае нашите слабости, знае на што можеме да паднеме, знае како може да не купи. И немојте да си дозволите да си играте, мислам. Значи, на негово тло, па може би со некои негови методи, како што е Самсон, сега тука се прави силен, па лаже, па не знам што, па си игра, мисли дека ќе го изигра ѓаволот, меѓутоа никој не се нашол таков. Видите како Исус, сетете се на Исус во искушението во пустината. Од тој воопшто не се поигрува, директно му одговара. Не, вака вели Господ. Вака вели Господ. Ти така велиш, меѓутоа ти лажеш, вака вели Господ. Не е така. И така и успел да се додржи. Вакви игри не смееме да си дозволиме. Знаеме што се случува понатаму, значи ја губи не само силата и очите ќе ги изгуби, но пак ќе кажам фала му на Господа што сепак не си ја продал душата на ѓаволот. Туку знаеме како на крајот сепак Господ ќе го искористи, но можел, пак ќе кажеме, ова е сепак пример од кој што можеме многу да научиме. Можел Господ многу повеќе да го употреби. Сега да отвориме кај другиот пример, сме го разгледувале во некои други случаи, меѓутоа темата е таква. Броеви или 4 Мојсиева 22 глава. Кој лик е овде? Овој самиот се продал. Броеви 22 глава од 1 до 21, тука е тој текст, не мора можеби се да читаме, но тоа е Валам. Знаете кога бил повикан од Валака, пошто моавците и мадијамците биле застрашени од силата што е имал Божиот народ, воден од Бога, лично, и тие им текнало да го повикаат Валам, кој што претходно бил Божи човек. Ама, ѓаволот му е нашол цената, му е понудил и си го добил за себе. И сега да видиме како исто така постепено, но сигурно ѓаволот ќе го совлада. Овде баш имаме подкуп, значи, мислам баш нудење на пари, така сакате, а ѓаволот многу добре знае цената, повторно ќе кажем. 5 стих. Тој му испрати посланици на Валама, синот Веоров, во Фатур, што се наоѓаше покрај реката во земјата на Амонците, го повика велејќи: еве, еден народ дошел од Египет, еве го покри лицето на земјата и се насели покрај мене. Затоа дојди и проколни ми го овој народ, зашто е посилен од мене. Така ќе можам да го совладам и да го истерам од земјата. И сега внимавајте, какво ласкање е ова? Како ова делува на смртен човек? Внимавајте. Ова се зборови кои што само за Господа можете да ги намените. Вели, знам дека е благословен оној кого ќе го благословиш, а проклет е оној кого ќе го проколнеш. Тоа само Господ може да го каже и тоа само е важечки за Господа, не може да човек да го направи. Ова било големо ласкање, ова навистина веројатно одиграло многу важна улога за како почетен импулс да Валам тргне на патот на кој што не смеел, знаел дека не смее да тргне, затоа што Валам многу добро знае како бивши, да кажам, верник,
дека само Господ оно што ќе го благослови благословено и само Господ тоа што ќе го проколне проколнат. И дека тој тоа не може да го смени. Како што нели еве денеска луѓето, христијаните живеат во заблуда дека ете, иако Господ ја благословил некојаш саботата, ама ете сега се нашал некој друг човек, обичен смртник, кој што благословил некој друг ден. Односно неделата, па ете сега треба да ја славиме неделата како ден за одмор. Тоа не е возможно. Човек не може такво нешто. И моавските старешини и мадиамските старешини тргнаа со подароци во своите раце за вражање. Стигнаа при Валама, ми ја пренесоа Валаковата порака и тој што им вели. Си одат со подароци. Кој знае што се имало тука. Но кевајте тука, па ќе ви одговорам според она што ќе ми укаже Господ. Така моавските управители останаа кај Валама. Бог му се јавува на Валама и го прашува, кои се тие луѓе со тебе? Со кого се играш ти воопшто? Со кого се дружиш? Ти воопшто не треба да бидеш со нив. Валам одговара на Бога, Валак, Сефоровиот син, ги испрати кај мене со порака, еве, и му кажува, значи, што е поентата. И во 12 стих Бог му вели на Валам, иако на него му било јасно, дека тоа ќе му биде кажано. Господ му вели, не оди со нив, не проколнувај го оној народ, зашто е благословен. Ви се случило ли некојаш да читате во Светото Писмо и толку е јасно, црно на бело стои, запишено така и така. Ама вие, аман, ќе клетнете, ќе го молите Господа. Господе, де покажи ми што е Божја волја. Дали ова е по твоја волја или не е, а толку е јасно. Така постапува Валам овде, но воден од што? Од алчноста, поради која и паднал. Станал Валам наутро и му вели на Валаковите кнезови, одете си во вашата земја, зашто Господ не ме остава да тргнам со вас. Внимајте што вели. Јас сакам, ама Господ не ми дава. Каква е ова религија? Абе, сакам јас, сакам, еве, тоа и тоа, ама Господ не ми дава. Господ вели не било добро, а јас сакам. Тоа е, мислам, религија на маченици, мислам. Тоа е мачење. Тоа не е вистинска вера, вистинско верување. Тоа е мачење, измачување. И овие станале и си отишле и како го протолкува ова Валак, дека треба да ја зголеми цената. Чи малку му се подароците на Валама, ајде ќе ја покачиме цената. Значи, 1.000.000 евра се малку, ајде, 2 милиони. Валак вели, испрати кнезови 15 стих, помногу бројни и поугледни од првите. Тие дојдоа кај Валам и му рекоа, Валак, синот Сефоров порача вака, не двуми се туку, дојди при мене, ќе те наградам богато и ќе направам се што ќе речеш. Се што сакаш ќе биде твое. Ау, видете ја цената. Би паднале вие на вакво нешто да ви понудат? Пазите, што му нудил ѓаволот на Исуса во пустината? По нешто слично. Се ќе биде твое, сите богатства, сите царства му ги покажат. Се ќе биде твое, само ти поклони ми се. И служи ми мене. Ке те наградам богато и ќе направам се што ќе речеш. Дојди те молам и проколни ми го овој народ. И видите се 18 стих што одговара Валам. Валам кој што рекол многу убаво претходно. Јас сакам, ама Господ не ми дава. Видите сега што вели? Нешто што ние како христијани треба да го имаме како девиза. Ако ова го имаме, тогаш нема цена. Нема пари кои што би можеле да не купат. И дека тоа значи ке стоиме цврсто на темелот на вистината во Господа и ништо не може да не сруши, да не купи или да се продадеме самите. Затоа што ако читате тамо воспитување, порано имавме цела една серија врз основа на тој цитат, Елен Вајд вели, на Господа му требаат такви луѓе кои што нит се купуваат, нит се продаваат, туку стојат цврсто, или како магнетната игла на полот на компас.
Видите што вели, 18 стих Валам. Да ми ја даде Валак својата куќа полна со сребро и злато, не би можел да ги престапам заповедите на Господа мојот Бог, за да направам нешто, било големо, било мало. Значи, ма што и да ми даде? Не постои цена за која што ја би се продал. Така вели Валам. Меѓутоа во суштина не е така. Мнозина може да се прават силни на зборови, меѓутоа кога ќе дојде искушението, тоа се гледа колку сме силни. Полна куќа со сребро и злато да ми даде, џабе. Но веднаш се гледа дека тој тоа не го кажува од срце. Што вели? Ама поминете уште една ноќ, ја пак ќе го прашам Господа. Може да каже нешто друго. Значи, тоа му испаѓа како јас веќе сум зацртал што ќе правам, сега уште треба да го убедам Господа. Господ да се сложи со моето мислење. И 20 стих, во ноќта Бог дојде при Валам и му рече, ако тие луѓе дојдоа да те повикаат, стани тргни со нив, ако дојдат да те повикаат. Ако читате во Патриарси и пророци, ќе ви биде појасно, значи, овие стихови како малку да збунуваат. Но да правиш само што ќе ти речам јас. Знаете што се случило? Из утрината, овие посланиците си отишле, без воопшто да се сретнат со Валам. Затоа што си рекле џабе, ој си кажа. Му понудевме и највисока цена одбива, значи не може да го купиме. Одеме ние. Тие заминале, кога Валам се разбудил, станал, кога видел, тргнал по нив. Мазгата како беше? И тргнал. Односно, магарицата, не? Ослицата, како е. И тргнал по нив, и Елен Вајд вели колку што можел побрзо да ги стигне, затоа што да не ја испушти шансата. Како тој самиот се продал. Значи, наведом претходно ги одбил сите понуди од купувачот, ама он сега самиот се продал. Трчал по нив. Човек без интегритет. За жал, денеска се многу малку такви. Кои што ќе стојат цврсто зад своите идеали, зад своите принципи, ставови и така натаму. Нема да се менуваат од ден на ден, како што ветрот ќе дувне. И знаеме дека подосна Господ дури и преку ослицата, па не успел да го сопре. Значи, кога ќе запнете нешто да направите, Господ ќе ве остави со сите последици, со вашата одлука. Иако тој не успел, значи не можел да го проколне Божиот народ, уште една лекција таму стои дека се доека Божиот народ, се доека јас и ти, сите ние сме му послушни на Господа, ништо не може да не проколне, никакво проклетство, никакво вражање не може да делува на нас. Се до моментот кога ние ќе попуштиме и ќе прекршиме некоја заповед, како што нели се случило. Како паднале после израелците пред влезот? Пред самиот влез на Ханан, како паднале? Како што и Самсон паднал. Паднале на жените, нели, на оние пагански обичаи меѓу моавците и мадијамците. Навистина, колку лесно и колку за ниска цена може човек да се продаде. Во Новиот Завет, ликот кој што често пати сме го обработувале, тоа е Јуда, вели во Матеј 26:15. Што ќе ми дадете, што ќе ми понудите, за да ви го предадам? И за мизерни 30 сребреници. Толку му предложија, толку му дадва, тој го предаде својот Господ. Јас би рекол, за многу по-мизерни задоволства или предности ние можеме да го предадеме нашиот Господ или може би го предаваме. Ако не разбереме, значи, односно, за да стоиме цврсто, знаете што треба да разбереме? Оно што го разбрахме пред 2 саботи. Еве преку неколку стихови при крајот да повторно го потврдиме тоа што тогаш сме го разбрали.
Прво послание до Коринќаните 6:20. Прво послание до Коринќаните 6:20. Зошто скапо сте купени. Имајте, ние сме веќе купени. Ние сме нечија своина. Божја своина. И тоа скапо купени. Така прославете го Бога во своето тело и во својот дух кои се Божји. 7 глава, 23 стих, исто прво послание до Коринќаните. Че една глава понатаму, отприлика 20 стиха, не знам колку се. Скапо сте купени, уште еднаш. Не бидете им робови на луѓето. Не се продавате, не им се продавате на луѓето, на смртниците. Вие сте скапо купени од Господа. Вие сте Божја своина. 1 Петрово, 1 глава, 18 и 19. 1 Петрово, 1 глава, 18 и 19. Знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато, од својот суетен живот што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христа како невино и чисто јагне. Господ ја одредил нашата цена и минатиот пат кажавме, ние сме безценети во неговите очи. И како тоа знаеме да си дозволиме за мизерни 30 сребреника или не знам помалку или повеќе да се продадеме и да му се продаваме на ѓаволот. Ние сме безценети. Господ го напуштил небото. Исус го напуштил небото и го дал својот живот за нас и како што реков минатиот пат, и за една душа да била грешна на оваа планета, тој би го сторил истото. Значи секој еден од нас вреди за Христовата крв. Пак да спомнем, значи ако некој вели Елен Вајд во Копнеш на вековите, мислам беше цитатот, ако некој сака да ја дознае вредноста на една душа, тој нека отиде на Голгота и дори Гецимани ја спомнува. Нека ги гледа тие капки крв и пот од челото на Исуса, нека ја гледа сета таа мака што ја поднел за нас и финално на Голгота, кога е распнат во тешки маки, издивнува. Тука ќе познае секој од нас колку е вредноста на една душа. Ако тоа го познаеме, ако стално излегуваме пред крстот Голготски, ако сватиме колку вредиме, ја мислам дека тоаш нема да се продадеме така лесно. Како што еве, гледаме Самсон, Валам, Јуда, за жал мнозина други. Па, што имаме пример, еве, сега ми текнат уште по-мизерен пример, значи. За една чинија леќа, така ли беше, го губи првенството Иса. Иса. Нека Господ ни помогне да сватиме дека сме безценети, дека Господ не залудно го дал својот живот затоа што сака да не види во Царството Небесно заедно со Него. Заедно со Него да чекориме на оваа земја, затоа што Тој ќе ни помогне да не постои цена за нас. Да се одржиме цврсти и силни до крај. Ништо не е 1 милион, ништо не се 2 милиона, ништо не се 3 милиона или не знам колку милиона евра или било што. Тоа е мизерија во споредба со душата која што можеме да изгубиме. Нека му е слава на Господа. Амин.